Токму така екипата на телевизија Нова се наоѓа во Њујорк. Поздрав до сите гледачи на телевизија Нова. Се наоѓаме во овој момент на 7-та авенија, местото каде што се случува. На оваа 7-ма авенија и Трамп Тауер, односно седиштето, централното седиште се изборите на Доналд Трамп. Кој ќе биде новиот претседател на Соединетите Американски држави, ќе се знае утре. Дали историски ќе биде жена, сите по секој случај овие избори се историски, затоа што или на претседателското столче ќе седне за прв пат жена, Хилари Клинтон, или за прв пат ќе седне еден човек кој што е надвор од политиката, кој што е бизнисмен и шоумен на еден начин, односно Доналд Трамп. Американците велат се поделени, иако речиси 50 милиони американци веќе го искористија правото на предвремено гласање. Според ова гласање за некој околу 4 до 5% Хилари води во оваа трка, но велат се уште е неизвестно, затоа што можно е да има и некои скриени гласачи како што велат. Оние кои што го поддржуваат Трамп велат дека е свежина во политиката, дека ќе внесе некои нови идеи кои што се како потребни на американската политика, а оние пак кои што се про Хилари велат дека таа сепак е стабилен политичар, дипломат, човек кој што е во политиката веќе долги години. Ние остануваме овде да следиме што ќе се случува. Во меѓувреме разговаравме со многу граѓани за тоа што тие мислат Хилари или Трамп за нов претседател на Соединетите Американски држави. Да погледнеме. Додека трката за претседател на Соединетите Американски држави се наближува до својот крај, двете партии остануваат нетрпеливи за да видат кој ќе седне на претседателското столче во Белата куќа. И покрај тоа што повеќето анкети покажуваат дека Хилари Клинтон е во водство, сепак станува збор за тесна разлика. Според најновите анкети, Хилари Клинтон се наоѓа во водство помеѓу 4 и 5%. Друга анкета пак покажува дека 46% од гласовите одат за Хилари, додека 44% за републиканецот Доналд Трамп. Телевизија Нова направи анкета на улиците на Њујорк и поголемиот дел од анкетираните граѓани изјавија дека сметаат оти Хилари ќе победи на предстојните американски избори. Мислам дека Хилари ќе победи, така ми изгледа. Не знам, не ни живеам овде, но доколку Трамп победи, ќе се чудам. Сметам дека и останатиот дел од светот исто размислува. Ќе се чудам во негативна смисла на зборот. Мислам дека ќе победи Хилари Клинтон. Јас не сум државјанин на Соединетите Американски држави, но мислам дека таа е во водство. Во споредба со ривалот, мислам дека ќе биде фаворит, но не знам дали тоа е најдоброто од двете опции. Trump? Мислам дека Трамп ќе победи бидејќи ќе ја промени државата на подобар начин. Хилари лаже и поголем дел од моите пријатели гласаат за Трамп. Сепак мислам дека целава ситуација е како циркус. Долго време бев демократ, но работите мораат да се променат. Не ми се допаѓа насоката во која се движи оваа држава. Трамп кажа некои остри работи, но Хилари е измамник со сите мејлови. Не знам, видете што се случува во Чикаго, сите убиства. Што се случува со државава? Поинаку од кога јас бев дете. Зголемен е расизмот, можеби Трамп не е ни добар за државава, но ќе му дадам шанса. Со Хилари ништо нема да се смени. Ќе му дадам шанса на Трамп. И покрај последните податоци од последните спроведени анкети, исходот на изборите ќе покаже дали анкетите го прикажале вистинскиот резултат. Изборите се одржуваат во вторник на 8 ноември. Екипата на телевизија Нова овде на 7-та авенија го затекна и Виктор Мизо, директорот на ТИРС на зоните. Тој по некој случајно се наоѓа во Њујорк затоа што тој американски граѓанин и гласал на овие избори, како што изјави за телевизија Нова ексклузивно. Не кажа за кого гласал, но вели за кого и тој да гласал во Њујорк. Тешко дека ќе се промени ситуацијата затоа што Њујорк по традиција некако е демократски, гласа за демократите, така да Хилари нема за што да се грижи за гласањето барем во Њујорк. Дека изборите сепак ќе ги одлучат оние неопределени држави, токму оние држави каде што е концентрирана кампањата на двајцата кандидати во овие последни мигови од кампањата. Да погледнеме дел од разговорот со Виктор Мизо што тој мисли кој би требало да биде новиот претседател на Соединетите Американски држави, бизнисменот Трамп или политичарот Хилари. Јас и како американски државјанин, јас гласав веќе овдека во државата Њујорк, иако, како што кажавте во најавата, во Њујорк навистина демократите секогаш победуваат, така да без разлика за кого јас сум гласал, тоа не прави некоја разлика, но она што е важно е денеска. Берзата порасна над 300 поени, заради тоа што вчера директорот на FBI ги даде информациите дека дополнителните мејлови кои биле
анализирани во изминатите десетина дена, не беа на еден или друг начин дополнителна причина за да се продолжи целата таа анализа на FBI околу потенцијално илегалните активности на Хилари Клинтон. И тоа значи дека берзата реагирала позитивно, бидејќи ако не постои таков сомнеш, според берзата барем Хилари значи продолжување на она што значи 8 години на Обама, континуитет. Од друга страна, Доналд Трамп има една целосно различна идеја во американската политика, што велат дека, гледајте, досега се било едно те исто, без разлика дали била едната или другата страна, нас ни треба нешто ново и свежо. Екипата на телевизија Нова останува во Њујорк, во живо ќе ви известуваме и во текот на утрешниот ден, цел ден за време на гласањето, но и вечерта, неизвестната вечер, кога цела Америка, верувам дека и целиот свет ќе очекува да види кој ја добил поддршката на граѓаните на Соединетите Американски држави да биде нов претседател на Соединетите Американски држави. Остануваме овде, ќе известуваме и во живо, во цел ден, и ќе имаме и отворено студио на телевизија Нова, ние ќе имаме директни линковски јавувања во живо овде од двете седишта и на Хилари Клинтон и на Доналд Трамп, да видиме како ќе гласаат американците.